на Слободарски прилеп. Многу се радувам кога пред мене гледам олку голем број на луѓе. Вака го личи прилеп. Гордо, исправени, револуционерни и победнички. Заедно, сплотени и решителни, ставаме крај на режимот. Избираме живот во Македонија. Сите слушнавме како за прилеп се грижал Милејана Киески. Со инспекции, со притисоци врз фирми, социјално загрозени лица, пензионери, со упади. Никола, Миле, завршува упадот. Ставаме крај на пиштењето и на вриштењето. Готово е, другари и другарки. Драги мои пријатели, имаме план за да го промениме ова. Имаме план за живот на сите во Македонија, а не само на неколкумина од фамилијата. На 11 декември да го заокружиме бројот 4. Да гласаме за живот во Македонија. Да се живи и здрави. Драги сограѓани, оваа гледка потврдува, си го враќаме животот назад. Со преполно срце ве гледам храбри, насмеани и одлучни, сите заедно со иста цел, за животот во Македонија. Овие улици овде ја знаат тежината на нашата мака. Гордо чекоревме еден до друг, гласно се боревме за правда, за да има мир. Вечерва прилеп јасно порачува: доста е! Промените одекнуваат гласно и овој одек ќе го стаса Груевски. Граѓаните се со нас. Нема повеќе да и дозволиме на фамилијата да го краде лебот од устата на нашите деца за да ги полне сметките во рајските држави. Стојам пред вас и ви ветувам: правдата ќе ја стигне мафијата. Драги мои, промените вечерва тргнуваат од прилеп, а промените се незапирливи. Во наредните денови пораките ќе стигнат до сите. Секој ќе го слушне нашиот план за живот во Македонија. Ќе ја зајакнеме домашната економија со силни домашни предпријатија. Испланиравме поддршка од 140 милиони евра за развој на домашните фирми. Создаваме поддршка за нови и подобро платени работни места. Со заев имаме вистинска шанса да го вратиме животот во Македонија. Многу добро го познавам Зоран Заев. Мој другар, пријател, сопартиец, соборец, председател на СДСМ и иден премиер на Република Македонија. Тој е човекот со огромна храброст кој ја обелодени вистината за Македонија. Одлучно застана во одбрана на вашите, на нашите слободи и права. Тој не може да гледа како државата пропаѓа, а неколкумина од власта се богатат. На прво место му се граѓаните. Тој верува во правда за сите, а не во судии од тефтерчиња. Има капацитет и знаење да ја покрене економијата од која корист ќе имате сите вие граѓани на Република Македонија, а не само неколкумина кои ги трошеа нашите пари за чоколадо кога немавме ни за леп.